Благодарам. Не, во ред. Вајда. Првин, како што и самите можете да забележите, темата е огромна и никако да ја запамтам, па морав да ја напишам овака. И кога ми ја предложија темата и кога ме прашаа дали би сакал да зборувам за оваа тема, малку подразмислив и си реков, па ајде, зошто да не, иако лимитот е краток, е 10 минути и за 10 минути баш и не знам што себе можеле да кажеме за ова, а да опфатиме што е можно повеќе работи, па затоа се обидов да зборам што помалку околу теории на нештата и што повеќе преку примери од историја, особено од тој дел што најмногу го сакаме од антика, па се од денес. Така да, прво на што мора да одговориме, ако веќе збориме за оваа тема, тоа е што е хумор. Сега, пошто ја навистина не ги знам сите одговори, можете слободно и вие да ги кажувате вашите одговори, така да слободно учествувајте и кажете ваши одговори. Дали ова значи дека немате одговор? Океј, тогаш ја ќе го дадам мојот одговор, а мојот одговор е следен. Да, апсолутно се. Затоа што мислам дека ова не е само трики као сега демек јас сум интересен, па ќе кажам се. Туку навистина мислам дека се е смешно и се може да биде хумор и се може да биде комедија и на се може да се насмееме. Како пример за ако случајно има некој што не се согласува со мене, како пример можам да го наведам примерот од Ричард III и Шекспир, нели, јас како актер повеќе се бавам со овие теми, со драми и така натака, така да во Ричард III верувам дека ако не сите, барем повеќето сте ја прочитале оваа драма на Шекспир, историска драма, трагедија со многу убиства и така натака, драма која што нели, ја познаваме како трагедија, ја познаваме како историска драма, но меѓутоа се случува една многу интересна работа во Ричард III. Сигурно знаете сите англиски и можете да го прочитате тоа. Тоа е сцена од првиот чин, втората сцена, откако Ричард III ги убива мажот и сопругот на Лејди Ана, застанува и речи си ја запросува Лејди Ана, која што оди со телото на погреб. И откако го прави тоа, се врти и го кажува следново. И меѓу другото, вели дека сето тоа е сепак хумор. Без разлика дали ние ќе го преведеме ова на македонски како хумор, дали како би го превеле како состојба на умот, дали би го превеле како шала, како било како мајтап или не знам како, сепак би го имало истото или сепак би се вртело околу хуморот. Што значи дека тој истиот Ричард III кој што може би половина час претходно ги убил мажот и сопругот и свекорот на една жена, половина час подосна буквално се мајтапи на таа тема. И ако тоа за него е хумор, тогаш зошто за нас да не може се останато да биде хумор? А исто така, нели, не дека сум толку црн во хуморот, би се запрашале зошто и како тоа успева за една иста работа да биде хумор, а за другиот да не биде хумор, односно за Лејди Ана тоа да не е хумор, туку да е трагедија. И одговорот во тоа лежи токму во отсутството на болка. Односно, можеме со се да правиме хумор и со се да се мајтапиме, со се да се шалиме, се додека го оттргнеме тоа чувство на болка. Ако моментот кога ќе оттргнеме болката, можеме да се буквално да се зезаме со се и свашта. Се додека болката постои во нас, не можеме баш лесно да си поиграме и да се пошалиме без разлика дали тоа би било на наша сметка или на нечива друга сметка. Сега, за да се вратиме повторно на темата, откако, нели, ќе ја тргнеме болката и сега, нели, во ред можеме сите да се пошалиме, сите да се насмееме, се и свашта да си кажеме, сепак останува тоа како да го ставиме хуморот во функција на критика на општествено-политичките појави и покревање свест за актуелните прашања. Сега, како да го направиме тоа? Како, ја повторно би барал одговори од вас. Дали некој знае како тоа да се направи? Политички цртани, окей, може да биде и тоа. Како? Не слушам, викни. Саут Парк, може да е и тоа.
одличен пример. А ја имам 3 одговори на ова, мојот прв одговор е токму овој. Мислам, не знам, стварно не знам. Немам никаква точна формула да кажам дека 2 + 2 = 4 и тоа е така се прави и точка. Апсолутно нема таква формула и не постои таква формула. Се прави било како. Саут Парк е одличен пример. Има и милиарда други примери. Ја ќе покажам сосема други примери. Така да, точно не знам воопшто како се прави. А не верувам дека тоа е некој мој хендикеп, туку мислам дека никој од нас не знае точно како тоа се прави. Така да, дури најуспешните луѓе кои што се бавеле со вакви проблематики, не верувам дека знаеле точна формула. Но, сигурен сум дека знаеле 2 други работи кои што се многу битни. Од кои што првата е дека треба да не засегаат тие одредени политички актуелни појави и прашања. За ова сум 100% сигурен. Ако не засегаат тие појави и прашања и без разлика какви појави се, дали се тоа политички, дали се социјални, дали се социолошки, дали било какви друштвени и така натака, не можеме ништо да направиме со тоа. Ова го говорам и од литература и од моје лично искуство, затоа што навистина за теми за кои што не ме засегале, без разлика дали тоа биле актуелни или неактуелни теми кои што мене не ме засегале, никогаш не сум можел ништо да направам во врска со нив. А третиот одговор, за кој што исто така сум многу сигурен, е следниот. Треба да веруваме во моќта на хуморот. Сега, знам дека има многу луѓе кои што, кога ќе спомнеме хумор, ќе се насмееме, ќе се пошалиме и некако као по дефолт да го деградираме хуморот и да си мислиме дека хуморот е не толку сериозна работа и дека преку хумор не може баш и нешто многу да се направи. Туку тоа е чисто само за разонода на луѓето, да се насмееме, да забораваме на некои проблеми. Но не е сегогаш така. И најчесто не е така. Најчесто е токму спротивното. За да ве убедам во ова, можам да кажам неколку примери почнувајќи од антика па се до денес. Тоа е примерот на Сократ. Сократ, сите знаете, бил осуден со смртна казна и додека го студира во неговото обраќање, рекол дека злото што му го прават е всушност, или човекот кого што го тужат, кого што го осудува, не е всушност тој Сократ кој што стои пред нив. Тука е Сократ, тој за кого што знаат преку Аристофан. А Аристофан е еден меѓу првите комедиографи во светов. Така да, преку комедија, човекот успел да, исмевајќи го Сократ и исмевајќи го неговото учење, успел да го доведе Сократ до тој стадиум да тој биде осуден со смрт од некои луѓе. Мислам, Аристофан не бил единствениот и не бил само тој причината, но сигурно и секако дека бил еден од можеби најголемата причина зашто тој бил осуден. Потоа, сличен пример е и примерот со Аристотел и неговата книга за поетиката, каде што сошувана е само делот за трагедијата, а делот за комедијата го нема. Тука има милиарда теории на заговори зашто го нема баш тоа поглавје и дури многу сериозни луѓе се бавеле со таа проблематика, меѓу нив и Умберто Еко и така натака. Но од сето тоа можеме да разбереме дека сепак комедијата луѓето ја сваќале многу посериозно од што ние знаеме да ја сватиме. Потоа нешто се случи. Потоа следат неколку технички проблеми, а во меѓувреме можам, пошто ги добро. Уште една, тука. Исто, ако веќе идеме хронолошки, примерот на Молиер, кој што бил цензуриран од страна на кралот, токму за неговото ремек дело, Тартив. Значи, комедиограф бил цензуриран, зошто? Па не, сигурно не затоа што не ја сватиле комедијата сериозно. Токму поради обратното. Ја сватиле комедијата многу посериозно од што ние денес ја сваќаме. И што се случува? Кралот Луи го
наведува Молиер да напише и да отиде до таму да стави буквално Deus ex machina, нешто што е речиси забрането, строго забрането во драматургија, па доаѓа до тој степен што кралот на крај го решава целиот проблем. И кралот станува спасител на сите лоши работи што се случуваат во семејството и затоа може комедијата да помине. Претходно не можела. Што значи Луи, кралот, за разлика од денешните наши кралеви, се занимало со комедијата многу посериозно од нас. Потоа, во поново време, го имаме Чарли Чаплин и големиот диктатор. Знаеме, сите сме го гледали овој филм и сите знаеме што се му се случувало на Чарли Чаплин откако го направил филмот. Бил, речиси, му било оневозможено присуство и доаѓање во цела Европа. И прогонуван и така натака. Следно, што кога веќе го спомнавме Чарли Чаплин, следно е во најново време Чарли Чаплин Скопје 2014. Сега, може би за повеќето од вас ова звучи некако нелогично, но јас сум сигурен дека е многу логично и тоа и логиката ќе ја најдеме во следнов клип или сцена од Чарли Чаплин. Фала од Чарли Чаплин. Така да, на кратки црти, вака некако изгледа тој активизам преку хумор или ставање на хуморот во акција и со желба и користење на хуморот како алатка за да се промени нешто.
или барем во најмала рака, барем да се искритикува нешто, па од таму да произлезе некаква си друга промена. Сега, преку Лајтме ние се обидовме горе-доле да направиме нешто слично. Нели, форматот е многу поразличен од овој формат на Чарли Чаплин кој што го прикажав, затоа што Лајтме е формат на вести, на комични вести, и од таму и произлегува името на Лајтме, на производот, што на албански значи произлегува збор Лајме, кој што значи вести, и на кој што збор додадовме едно Т, па се направи една интересна игра на зборови, која што за жал е непреводлива на друг јазик, но можам некако да ја преведам како лајт или лајтме значи перење, па од таму сите можни аналогии кои што произлегуваат со перење се поврзуваат некако, а исто така има голем дел на фрази кои што се користат во различни дијалекти на албански, кои што кој што го користат овој збор, и во некој си слободен превод на македонски би значеле од прилика на гобра бостанот и некои слични фрази. Така да, преку Лајтме се обидовме, ако ништо повеќе, барем преку хумор и преку исмевање на одредени појави кои што ни се случуваат во ова наше општество, ако ништо повеќе, ако не да ги промениме работите, барем да ги некаде да ги запишеме тие работи и да знаеме дека тие работи и тие ајде да речам комични работи, затоа што повеќето се навистина комични работи не поради нас, туку поради самите случувања кои што се случуваат, да ги запишеме и да ги запамтиме, да знаеме дека тие работи се случувале во некогаш во едно време во Македонија. Сега, ако не знам колку имаме време, ако имаме време, ја би пуштил и едно видео, едно клипче, една едиција од Лајтме. Ако немаме време, би продолжил со ваши прашања. Значи, имаме време. Shikua së dashur, ne bëjmë Lajtme dashur e pa dashur, dhe ndonse në edicionin 31 kemi mri, budallëqet su ne kemi mri. Ne bam, ata bam bam, gjithë së bashku lam nam. Këtë javë do shikni çka bëjmë politikanat punë shtesë, çka kanë bërë më herët dhe si puna e tyre del kthjellët, pse duhen ende përmendore dhe shumë e shumë të tjera. Na ndiqni. Ne normalisht nuk merremi me kësi punë, por këtë herë sundurum. Na ra në dorë një dokument me ekskluzivitet që tregon se çka kret ka bërë një deputet. Psst, letra quhet Motrat paqa mos levrit. Aty tregohet për një vizitë në akademi dhe në shtëpinë e alfabetit në manastir. Vitet janë të hershme në një kohë të kaluar, por edhe shkruan se si mandej puna ka shkuar. Ishim hapëm dyert në akademi. Ishim në shtëpinë e alfabetit në manastir. Au, po këto pas kanë ba namin me një vizit. Një herë libër, një herë grafit. Mirë që dokumenti e pas ka emrin Motrat paqa mos levrit. Pasi gjatë kohë nuk duken dhe nuk vinë në parlament, Lajt mu interesua dhe enkas për ju, e gjetë se me çka merren në kohë të lirë disa deputet. Ashtu, gjetën njërin që ishte angazhuar të bart fjalë. Tash patëm ditën e drurit dhe ne kujtojmë se bart dru, ama jo, drut ishin shkarku dhe ky bante llafe. Dhe tregonte kush çka tha, si i tha, si ja ktheu. Mirë po, më tepër do të shihni në këtë video se ne nuk jemi këtu për thashë the. Dhe një bashkëbisedim të fundit që pata me oponentin tim politik, tha jo ne e kemi ba marrëveshjen e orit, e kemi pas këshilltar Paul Woodin, dhe se ka emrin ashtu Paul Williams, jo Paul Wood. Në disa qytete në vendin ton kanë ra fjolla bore, e në disa tjera përmendore. Ashtu kishte ardhur edhe më në fund Tita vet. Nuk di se kush ja bëri vendin, nëse me qëllim e kanë lënë ashtu në këmbë që të ftohet dhe të hyjë ndonjë gjend. Por ne nuk u morëm me atë punë, por ja gjetëm modelin dhe kallëpin se si e zu. Тоа е тоа. Инаку, може уште една реченица? Инаку да напоменам дека сето ова е направено, негде направени се над 40 едиции, од кои што
над 2/3 од едициите се направени на волонтерска база од 4 луѓе, тоа сме јас, Бесфорд Идризи и моите соработници Рамадан Рамадани, Емил Петров и Семи Мехмети. И заедно го правиме ова без некоја поддршка од било каков начин. Прашања? Раца? Девојката позади? Работи така? Окей. Здраво, пред се благодарам за презентацијата. Многу ми се свиѓаа примерите за Тартив и за Чаплин. И се имам едно прашање. Во времето на абсолютистичка монархија, Молиер видел страшни проблеми заради тоа што го пишува. И после него многу луѓе кои пишувале во различни општества виделе многу проблеми баш заради хуморот што го потребувале. Од вашето лично искуство, колку мислите дека во денешното демократско општество ја имаме слободата да го користиме хуморот за критика на општеството? Фала. Па, ја мислам дека имаме многу повеќе слобода од што ја користиме. За жал. Мислам дека користиме многу помалку од што можеме и од што смееме. Ќе кажам пример кој што нас не се случува секојдневно и секојдневно не прашуваат луѓе низ град дали некој некогаш ни се заканил со нешто, дали некој некогаш нешто ни направил, и јас велам дека такво нешто не ни се случило воопшто. Но, од друга страна, секако дека постојат други видови на застрашувања, други видови на пречки кои што се поставуваат пред нас, а тие пречки особено и најмногу се од материјална природа и од таа природа на обезхрабрување на сите луѓе кои што сакаат некако да направат нешто слично или било што би било од ваква природа. Некој друг? Толку? Окей. Има. Кај, зашто јас не ги гледам? Ајде. Како ти ги гледаш, јас не. Океј. Вака, би сакала да те замолам да разграничиш меѓу два типа на хумор, затоа што мислам дека ние сме земја која што е баш и менталитет, која што е баш позната по тој хумор. Многу често имаме тој итарпеовски начин на справување со секојдневието и голем дел од шегите кои што постојано се прават и на Твитер и во животот и така натаму се базираат врз стереотипи. Например, едни од нив се тие за роми, за плавуши и така натаму. Би сакала таа разлика да се направи помеѓу овој тип на итарпеовско празнење преку кој што најверојатно се доучувува некоја катарза и понатаму се прифаќаат сите лоши работи што ни се сервираат од раководните структури и навистина конструктивниот хумор, како што, например, не знам дали сте го виделе меме едно што беше We found love in a hopeless place, сликата со лавот од мостот. Значи, дали малку може да направиш разлика меѓу тој навистина политички ангажиран хумор, што е жестока критика, и оној што чисто го разводнува нашето незадоволство и фактички води кон демобилизација или пак потврдување на стереотипи, плавуши, роми и така натака. Океј, во принцип хуморот теоретски, ако го објаснувам, хуморот се двои во два вида на хумор. Тоа е комедија и трагикомедија или некој вид на хибридна комедија. Али ако веќе збориме за ова што ти поточно го поставаш како прашање, тогаш би збореле за некој вид на сатира и хумор. Таму можеме да разглабаме многу, има се и свашта, многу луѓе кажале многу работи, но во суштина, во принцип, рече си да не постои неангажиран хумор, како што рече си да не постои ништо друго што е неангажирано. Така да било што и да направиме, тоа само по себе е ангажирано. Сега, во зависност од тоа што сакаме ние да постигнеме, таква може да е ангажираноста на тој вид на хумор или што и да. Така да не секогаш хуморот мора да биде политички ангажиран, може да е и со многу други ангажмани во себе и може да содржи многу други работи во себе. Дури и тој вид на хумор кој што е хумор само за разонода, сепак е ангажиран. Внатре во него има цел за публиката, масата, тој таргет на кој што се обраќа да
за во тој таргет да ја достигне целта, да ја разонади публиката. Така да некаде не знам дали можеме толку стриктно да ги поделиме тие работи така како што ги постави во прашањето. Да, повели. Сакаше да каже. 1, 2, 3. Добар ден. Значи, кога го пуштивте во идеал шоуто сега што нели го изгледавме сите, многу ме потсети на шоута што ги прават луѓе како што се Бил Мејер, Стивен Колбер, Џон Стюарт, не знам дали ги имате слушнато. Значи, на многу сличен начин они во Америка и например Џон Оливер во Англија исмејуваат баш општествено политички настани. Сега ме интересира дали вие мислите баш од вашето искуство, нели, работејќи дека во земји како што например Македонија реално е во скора иднина да се стигне да речеме такво следење како што се тие шоу и да има огромен, мислам, доволно голем импакт хуморот што го, нели, што се представува во овие шоу за да смени мислење или можеби да не знам, да се види од друга точка тоа што се случува во државата. Добро, благодарам. Овака, ја можеби не сакам да делувам песимистички, али мислам дека би било многу наивно од мене да речам дека дека овие работи би промениле нечиво мислење. Повеќе би сакал да речам дека овие вакви иницијативи би иницирале промена на мислење. Би иницирале низа други работи кои што можат да се случат и да дојдат до низа други промени кои што можат да се случат. Така да не верувам дека една едиција од Лајтме или дека овие 40 едиции од Лајтме го променија светот. Мислам, не го направиле тоа. Светот не го промени ни Чарли Чаплин, иако филмот го направи негде на почеток на светската војна. Сепак војната се случи. Така да стварно би било наивно да мислам дека нешто такво би можело да се направи. Но од друга страна мислам дека ако самите си дадеме простор за повеќе вакви работи, за повеќе вакви иницијативи, тогаш сигурно дека овие иницијативи би не воделе на тој пат, на промена на мислења, на други иницијативи, на други промени и така натака. Толку? Да. Thank you. Уште една работа. Се извинувам, јас сега морам да заминам затоа што имам други ангажмани, да не мислите дека сум крајно незаинтересиран за вашата програма.